Денес во Бекстејдж си разговарам со еден надежен бенд кој што многу има направено, а тек до прва ќе прави. Имаме нова песна, имаме убави поводи, има една кратка пауза. Денес ни допатуваа од Штип во Скопје. Ве поздравуваме заедно со нив од прекрасната атмосфера на ресторанот Дион. Овде се Александар и Марија Данева, односно Standby Band. Како се чувствувате, прво кажете ми, пред камерата на Бекстејдж? Најпрво сакам да ви се заблагодарам на поканата. Многу ми е драго што сме денес ваши гости и ние се чувствуваме прекрасно. Супер, одлично. Сега стигнавме, патот и се одморивме малку и супер. Расположени за дружба. Сакам да поразговараме најпрво за она што е најново и всушност повод за нашето денешно интервју, нова песна. Зашто станува збор, како дојдовте на идеја, па до реализација и со кого е дуетот? Така, ние имаме нова авторска песна. Ова ни е наша втора авторска песна, заедно во соработка со Ѓоко Таневски. Идејата и соработката да дојде со него беше идеја на нашиот колега и член од бендот Сашо Стојановски. Тој е главниот виновник за оваа прекрасна балада да се случи. Воедно и автор на песната. Тој ни ја презентираше првата демо верзија. Кога ја слушнавме, навистина ни се допадна и воопшто не се размислувавме дали да. И така и настана всушност целата соработка. Го исконтактиравме Ѓоко Таневски, му испративме демо верзијата да ја слушне, на него му се допадна и така и всушност сето тоа настана. Александра, колку си ти задоволен од она што го сработи? Многу сум задоволен. Значи самата идеја и настанувањето на песната одеше така се супер, идејата беше одлична. Ни се допадна песната, ја снимивме и кога слушнавме така првото демо, веднаш знаевме дека ќе биде добра работа. Ја му ја предложивме на Ѓоко, тој на наше огромно задоволство прифати. Се сними сето тоа и мислам дека излезе одличен производ. Некако интуитивно и енергетски сметавте дека баш Ѓоко Таневски ќе се вклопи во оваа нова приказна? Па да, кога ни предложи идејата нормално нашиот колега, тој ни предложи да биде Ѓоко Таневски и некако сите го замисливме во таа приказна, бидејќи неговиот, тоа е навистина еден од најдобрите и немоќните вокали овде кај нас и некако го замисливме во таа приказна и воопшто не се двумевме во тоа. И ветрот ладен на кожа не те допира. Јас сум за тебе до крај на свет. Ја видиме песната денес премиерно во Бекстејдж и верувам дека одлични ќе бидат критиките на публиката. Досега вашите најблиски кои што слушнаа како ја прокоментираа? Имаше навистина многу позитивни коментари, имаше навистина и многу луѓе кои што не споделуваа, наши колеги, пријатели, блиските од семејството и навистина коментарите беа прекрасни, преубави. Тоа можам да кажам. Standby Band направи една пауза, не на ваша добра волја, едноставно, да, бевте притиснати од ситуацијата која што се случи. Среќа што вашиот цел бенд сте живи и здрави и фала му на Бога за тоа. За жал се најдовте вечерта во Кочани кога се случи најголемата трагедија во балкански, па и една од поголемите на европски простори. Не можам да кажам само Македонија, бидејќи тоа е нешто што ниту се случило и се надевам дека никогаш повеќе нема да се повтори. Не дека радо зборуваме за тоа, меѓутоа добро е да се потсетиме и да споделиме со гледачите од ваша гледна точка како тоа изгледаше таа ноќ во Кочани. А ние таму вечерта бевме на настап во локален бар, клуб, како да кажам. И после настапот се договоривме да го посетиме ноќниот клуб Пулс и настапот на нашите колеги, драги, кои што еве ви фмешелва да се видиме со нив и после нивниот настап да се подружиме. Како што ние музичарите знаеме тоа да го направиме после свирка. И дете не успеавме, не ни се оствари желбата. Ние се видовме, си мавнавме рака од тие од бината, ние од долу и тоа беше последниот наш поздрав, за жал, со голем дел од нив. Значи, што да кажем,
Дали во почетокот сето тоа изгледаше Александар наивно и никому не му се веруваше дека ќе дојде до степен на она што дојде на крајот со толку жртви и да не можат едноставно луѓето да се спасат? Да. Како ти го доживеа? Токму така. Изгледаше сосема наивно, значи просто ние кога бевме таму не ни се веруваше дека тоа е последната песна на ДНК што ќе ја слушнеме и се надевавме дека тој мал пламен брзо ќе се изгасне. Така да што да кажем, тоа Марија, како девојче се исплаши малку повеќе од нив? Па да, во тие моменти не размислуваш на ништо освен само да спасиш глава и во тој момент, тоа беше моментот кога Панчо на микрофонот кажа дека треба веднаш сите да излегуваме и во тој момент Починавте, го послушавте во моментот или се уште се колебавте дали навистина треба да се евакуирате или ќе се смири ситуацијата? Јас веднаш го направив тоа, но гледајќи од страна имаше навистина многу луѓе кои што гледа и не направија ништо, да, со неверување и мислам дека тоа не го сватија толку сериозно. И беше фатално на крај. Да, страшно. За мене, мислам, јас не сум повредена, немам никаква физичка повреда, но тие слики, тоа се што беше пред моите очи беше навистина страшно и тешко. Имавте вие и пријатели и блиски луѓе бидејќи нели Штип и Кочани се многу блиски вака и географски. Александар, ти за разлика од Марија имаш повреда. Контактот со вашите најблиски непосредно по несреќата, дали дознаваат од социјални медиуми, од ТВ медиуми и печатени или пак вие им се јавивте дома да кажете дека сте добри, тој момент ме интересира? Па, јас излегов последен од моите колеги. Дарко, веќе Сашо и Марија го беа префрлеле до болницата во Кочани. Јас излегов после тоа, Марија ме пречека надвор и ме транспортира во Штип. Бев стабилен и знаев дека ќе издржам до Штип и ми реков возите во Штип, не во Кочани, пошто знаев дека ќе биде лошо и дека многу луѓе ќе бидат повредени, дека едноставно и тогаш внатре во диското бев свесен дека Кочани болницата нема да може да се справи со сите тие моменти, да, и тие јавија на мојата сопруга дома и да дојде после во болница и така се одвиваа работите. Тие се многу заслужни што еве јас сум се уште жив. Ставам дека вашите најблиски биле срекни што сте биле внатре и ајде условно кажано што се вели народски сте успеале да спасите жива глава и што цел бенд остана читав, ќе заживее или повторно Кочани, како веќе скоро година дена од трагедијата, како ти Александар психички се врати назад, бидејќи претпоставувам дека тоа е најтешкиот дел? Па да, за голем дел од младите кои беа таму, тоа е најтешкиот дел. Еве јас сум малку повозрасен, семеен човек, така да мојот фокус е на моето семејство, на мојот син, на супругата, така да тоа ми помогна многу полесно да поминам преку сето тоа, но младите кои што беа таму и кои што допрво треба да се реализираат како луѓе и допрво треба да се остварат е тежок психички момент за нив и се справуваат. Ние се гледаме сега по контроли, по болници, по непопуларни места. Меѓутоа хоспитализиран само во Штип, не е замина никаде во странство, бидејќи многу замина. Бев во странство во Пловдив, во Бугарија. Ме транспортира Нутрадента, апсолутно. Бескрено благодарен на буквално на сите, значи сите инволвирани во овој случај, без оглед дали беа од Штипската болница, од Кочанската болница, бидејќи ги минавме сите инстанции, се вложија максимално и дадал се од себе, колку што им се можностите да се вложија безрезервно сите. Не можам да го кажам спортивно. Значи сите дадал се од себе, инволвирани во овој случај да помогнат и да излеземе колку можеме побрзо од таа трагедија по здрави и спремни и
еве после се и да продолжиме и со работа, и со творење, и со настапи и така. Бескрено сум благодарен на сите. Марија, претпоставам дека ти, ако немаш, како што кажа, физичка повреда, кажа, тие слики за жал цел живот ќе бидат врежени во твојата меморија. Дали едва чекаше бендот да се врати после се што се случи и да можете и понатаму да творите, да создавате, бидејќи нели тоа е работата која што со љубов си ја работите и сакате да сте пред публика и сакате да си музицирате, да си пеете? Нормално дека да, прво што ми беше на мисла беше тие да бидат нормално пред се добри. Потоа да се вратат на сцената со истата енергија, дури со повеќе енергија. И првиот настап навистина беше така поемотивен. Мислам дека и беше во Кочани, ако не се лажам. Да, првиот настап многу беше тоа интересно. Ние бевме во рехабилитационен камп на Пониква, организиран за рехабилитација и ресоциализација на настраданите. Бевме таму, ми направи изненадување, јас не знаев дека ќе дојдат тие. Да, организирале, донеле опрема, озвучување и вечерта нашите најблиски со колегите од мојот бенд дојдеа тука и направивме една забава. Јас бев целиот во забава и другиот колега исто. И сега колку можевме во тај момент и беше така едно незаборавно емотивно искуство и за младите кои беа таму присутни на кампот, за мене посебно, и тоа ни беше првиот настап така во Пониква. После официјално првиот настап ни беше, мислам, во Струмица после. Али веќе некаде септември, крајот на септември, мислам дека се почнавме да се вратиме на редовните наши обврски со многу желба, со многу енергија, со многу елан и со нова песна и со желба за понатамошна работа и понатамошни успеси. Нашиот бенд е како една мала фамилија и најпрво ја почувствував таа енергија од моите колеги пред се, пошто тие цело време беше, таа беше со нас, со мојата сопруга во Пловдив заедно, значи ние сме семејство. Семејство. Да. И без нивната поддршка и без нивната желба да ме видат назад, многу ќе беше потешко. Да. Јас многу ви благодарам. За крај на ова интервју ќе ја слушнеме вашата нова песна, ќе го погледнеме спотот, да видиме што сте сработиле. Очекувам позитивни критики, бидејќи се вложивте и како што кажав, сето ова го правите со многу љубов. Ви благодарам што дојдовте од Штип. Јас ви посакувам од сега понатаму само да сте живи и здрави, вие двајца, целиот бенд и сите луѓе кои што ви значат во животот, и само убави работи да ви се случуваат, да ве гледаме и да оди вашата музичка кариера во нагорна линија. Благодариме на поканата, ни беше чест и задоволство и уживавме во ваше друштво. Ви благодарам на поканата, навистина ни беше драго што бевме ваши гости.